Здраво Македонија и добре дојдовте во ова предвеликденско издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Таман откако ќе завршиме денеска, ќе можете пополека да се подготвувате нели и за ноќта, за вечерта, односно за кршењето јајца, за посетата на црквите и така натаму. Па да не должам многу, прво ќе ги повикам победниците, односно домакините за денешното издание на квизот Листа за 300, а тоа се Сашо и Никола. Повелете. Како сте? Добре, најдовме. Супер. Расположени за игра? Да, расположени. Како и секогаш не се ни сомневам. Ова е ваше второ учество во Листа за 300, барем во оваа сезона. Тоа сега освоивте 100 евра, ако не се лажам. Така. Денеска ќе имате шанса за уште подобар резултат, нели? Кога збориме за финансиите. Дали сте подготвени? Па подготвени сме. Да се забуваме во прв ред, па потоа и секако за наградите. Со среќа нема повеќе да ви го одземам вниманието. Денеска сте домакини, па домакини, повелете во вашата кабина. А секако тука се предизвикувачите, нивните противници кои нетрпеливо чекаат да седнат во нивната кабина. Да ги поздравиме, Хари и Владко, повелете. Владко, така беше и Хари, да не утнам. Знам многу брзо да заборам имиња. Проблем кој што го носам со мене поголемиот дел од животот. Исто и кај мене. Така, другарите тоа неколку пати сум го кажал, знае да ме зеза дека кога се запознаме единствено име што го слушаме моето. Вика само твоето име го слушаш и памтиш го. Тоа е тоа. Треба да го повториш името на соговорникот у рок од 15 секунди и сигурно ќе го запомниш. Така вика, ќе пробам. Ќе пробам и таа За Хари се потребни 5 секунди. Да, за Хари така специфично име, па и Владко добро. Имаме другари, можеме одма да направам нели нека така во главата да ги врзам работите. Ќе видиме. И тоа е дискутабилно, сега ќе видиме. Денеска започнувате како предизвикувачи, па повелете во предизвикувачката кабина. Со среќа, Владко и Хари. Сашо и Никола, односно Хари и Владко се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, само да ги проверим истите дали работат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Хари и Владко, дали се слушаме? Да, се слушаме. Со среќа уште еднаш во продолжение. Сега ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Сашо и Никола, како сте? Одлично, супер. Да, ве гледам наспеани и расположени за игра. Па да не ви го расипам расположението. Дали може да почнеме? Можеме. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Дополнително и самите домакини ни дадоа зелено светло да започнеме. Па, да започнеме. А како и секогаш така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои почнуваат со буквата С. Бараме зборови од 5 или 6 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата С, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор можете да го кажете само во еднина или множина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, компании и така натаму. Сашо и Никола, дали ни е јасна темата? Да. Хари и Владко, дали ни е јасна темата? Да, јасно. Да. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Хари и Владко, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Со 10 да почнеме. Започнуваме со 10. 11. 11. 12. 12. 15. 15. 28. 28. 29. 29. 33. 33. Ајде нека одговарат. Да одговарат. Ајде да видиме домакините дали ова стратегија, ова тактика ќе се исплати. Хари и Владко. Темата беше зборови кои започнуваат буквата С, но треба да бидат на точно 5 или 6 букви.
Друго, секој зборот, како што рековме, можете да го кажете само во еднина или во множина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични, географски имиња на компании и така натаму. Кога ќе бидете подготвени, имаме тука 33 празни полиња кои што треба секако да ги испишеме со точни зборчиња за да го освоиме поенот. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Јас да ги кажам тие што ги знам, што ми текна на прво. Ајде. Самец. Самец. Така е. Самец. Продолжете слободно. Слога. Слога од виница. Слога. Ама некако име на клуб, тука како слога. Слога. Да, така се разбираме, нема ги. Име на компанија. Точен одговор, нека се сеза. Самица. Самица. Така е. Слоган. Слоган. Така е. Стреја. Стреја. Точно. Стрела. 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 Стрела, шести точен одговор. Сепак. Сепак. Така е. Секако. Секако. Секако дека е точен одговор. Сакам. Сакам. Што сакаш, бе, Владче, да ти пове? Кај 300 евра. Све што се дава. Кажеш. Така е, точен одговор. Сакат. Сакат. Точен одговор. Секому. Секому. Секоја. Секому точно 11, секоја. Така е. Салса. Салса. И салса точен одговор 13. Солза. Солза. Така е. Сатар. Сатар. Точен одговор. Спреј. Спреј. Така е. Садник. Садник. Садница има во ова садило, садница, но за жал садник го нема во македонскиот речник како таков збор. Супер, бевте, не е криво. Добро, ова како едно загревање. Како едно загревање, ништо не е готово. Видовте дека не е ни страшно, само ете, посконцентриран и моја сугестија која на сите што им кажува.
Не брзајте, најдобро консултирајте се меѓу себе и ако за некој збор не сте сигурни, двајцата, нели, оставете го за понатаму и така, видете, изградете се некоја стратегија, нели, за да не биде само на фрлање зборчиња. Тоа веќе го знаат Сашо и Никола, со нив го зборевме веќе, еве како мало посетување и за вас. Слободно да си зборите во кабините, затоа што, нели, кога се консултирате, не ве слушаат, кога одговарате, не е ни важно дали ве слушаат веќе, слободно баш за да не дојде до некоја грешка. Имам возија и 100 пати ми е употребен зборот садник и затоа. Да, исто. Гледај, кога кажа садник, ја бев на врв на јазик ми беше да кажам како точен одговор и да продолжиме понатаму. Така што, ама добро. Ете така, за среќа или несреќа проверија, нели, Тимоше во режија и тоа е тоа. За несреќа на вас знам. За моја среќа не се избломирам. Како се реков, Хари Владко? Супер. Храбро играте, тоа многу ми се допаѓа, сконцентрирано, ништо не е готово, имаме уште една лицитација за играње. Но тоа сега не го менува фактот дека треба на Сашо и Никола да им честитам за првиот освоен поен. Добро одиграно, ги фативте на неискуство, така кажано, нели, незагреани и првиот поен отиде кај вас. А зборови кои почнуваат со буквата С, кои што ете на 5 или 6 букви, кои што може да ги кажат Хари и Владко, но нема прилика, ги имаме сабија, пота сабота, савана, садист, сајбер, сајла, салама, салеп, салон, салто, самар, самба, самец, кажавме, пота самоук, самрак, санка, сапун, сарај, симит, слава, смоква, совест, совет, сојуз, стока, судија, сукало и така натаму. Опа, ви врати сукало сега спомени на многу од моја генерација, така? Знам, и мене. А сега ние продолжуваме понатаму, знаете дека Сашо и Никола се со блага предност од 1 поен. Но како што неколку пати посочив, работите можат веднаш да се променат затоа што имаме уште една лицитација за играње. Доколку Хари и Владко ја добијат оваа лицитација, шансата ќе ја бараат преку пеналите. А доколку Сашо и Никола излезат како успешни повторно, ќе ги видиме тука на главната сцена каде што ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Но да одиме со ред. Прво, да продолжиме со лицитациите. Како што реков, имаме уште една лицитација, а темата за истата гласи. Општини со две исти букви во името. Извор, сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на општини во Македонија во чие име се содржат најмалку две исти букви без обзир дали се самогласки или согласки и без обзир дали името е од еден или два збора. Секое име можете да го кажете само еднаш. Ке ви дадам пример со странски градови секако. Такви имиња да речеме се Прага, потоа Лондон, има се повторува буква. Значи не е важно, како што рековме, дали е согласка или пак самогласка. И не имаме овој пат ограничување секако со буквите. Бидете внимателни. Сашо и Никола, повторно како домаќини, ќе исклучиме вашата кабина, затоа што оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра започнуваат први со надавање, тоа се Хари и Владко. Хари и Владко, кога ќе имате понуда, да слушаме повторно. А веројатно им 15. Чека, они не ме слушаат. Не слушаат. Не ве слушаат, не можете слободно да се Со зборите. 10. Ајде со 10. Започнуваме со 10. 11. Едно повеќе 11. 17. 17. 18. 18. 20, да? 25. 25. 25. 26. 26. 27, сепак. 27. 28. 28. Значи може нема 29 со исти букви, ама сакаме да одговараме и одиме со 29. Ќе видиме, стварно не знам. 29. 30. 30. Абе 31, ајде. 31. Нека одговарат. Да одговараат. Ајде да видиме Хари и Владко. Повторно вие на жешкото столче, така кажано. Повторно вие ќе треба да одговарате, така кажано, сами да се одлучите за вашата судбина, ако стана збор за денешното издание на листа за 300.
тама не работа за друго во овој момент. Ајде, почнувам. Почуваме веднаш. Ајде. Поред, географски. Нема проблем. На вас е тоа. Дојра нема. Гевгелија има. Гевгелија. Гевгелија. Така е, има и две Г, има и две Е. Точен одговор. Росоман има. Росоман. Со две О, така е. Кавадарци. Кавадарци. Неготино има. И Кавадарци е точен одговор. Неготино. Неготино. Не оди едното без другото, сега да не се лажем. Градско нема. Слободница нема. Така е, Неготино точен одговор. Василево. Нема нито едно. Се се различни. Василево. Берово. 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 Така е, точен одговор. Со Берово и Пехчево. Пехчево. Така е. И Делчево. Точен одговор. Делчево. Делчево Бермудски триаголник. Делчево, така е. И Делчево е точен одговор, 7 до сега. Ново село или Новосело? Така. Новосело. Така е. Виница. Виница. Така е. Чешиново и Облешево. Чешиново и Облешево. Без И. Чешиново, Облешево. Чешиново Облешево, да, извинувам. Чешиново Така е. Облешево, така е со цртичка. Ако не се лажам, во филмот приказната за Силјан, не знам дали сте ја гледале документарецот за таа регија, ако не се лажам. Таму има највеќе штркови. Точно така, гледам многу, нема да ви го раскажам, Мислам гледајте дека го. на ниво на поголем регион, на ниво на Балкан, на Европа, така. Да, точно така. Се кажува све во филмот и многу убав филм за гледање. Топло препорачувам на сите да го гледат. Така. Да не бе, Нема проблем. фокусирам, продолжуваме понатаму, Чешиново Облешево. Точен одговор. Македонска каменица. Македонска каменица. Така е. Велес. Велес. И Велес е точен одговор. Пробиштип. Пробиштип. Така е. Крива Паланка. Крива Паланка. Така е. Куманово. Куманово. Така е. Лозово. Лозово. Со 3 О во своето име. Свети Николе. Свети Николе. Не, Карбинци. Така е. Карбинци со две И. Карбинци. Карбинци. Општина Карбинци. Градоначалникот Точен го одговор. печеше волот таму, знам. Да. Седни, сега од истокот кој ги имаме бре? Мислам дека тука сме со иконче, не? Ќе се пребациме на другата страна. Босилово е, ама не знам дали е Босилево или Босилово, ама мислам дека е Босилово. Не, Босилово е 100%. Епа Босилово. Тоа е општина. Босилово. Да. Општина се Василево, Басилево и... Така е. Истокот мислам да го покривме. Само тоа кај Паланка не би текно дека си беше општина. На Тито Петковски општина. Ранковци, да. Чекай да видим дали Ранковце. Нема. Ама нема. Нема. Сега добро, одиме на запад, мало. Тетово. Тетово.
Аеродром. Така е. Аеродром. Аеродром, мојата општина. Не пропуштам шанса да се пофалам дека сум таму. Така е. Чекај, не, кисела. Вода. Кисела вода. Да. Кисела вода. Газибаба. Газибаба. Не, Арачинова. Така е. Да. Арачинова, да. Арачиново. Петровец. Илинден. Арачиново, точен одговор, 24. Петровец. Петровец. Петровец, 25 точен одговор. Илинден. Илинден. Илинден, точен одговор. Мислам дека още не Зеленикова. Да ја чуваме. Ајде да ја чуваме, да. Ѓорче Петров, да. Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Ѓорче Петров, 27 ќе дојде веќе точен одговор. Шуто Оризари. Шуто Ризари. 2 О, 2 И така надаму. Точен одговор е и Шуто Ризари. Прилеп. Се поблиску сме. Прилеп. Ресен. Со Прилеп. 29 ви остануваат. Уште 3. Уште 2 се извинувам. Ресен. Ресен. Се занесов. Ресен. Македонски брод. Има. Точен и кој ќе биде последниот? Македонски брод. Македонски брод. Македонски брод. Македонски брод за 31 точен одговор за Хари и Владко. Честитки, ете се вративме во игра по, нели, како да кажем, моја малце климов старт. Мал лапсус, ама нормално е дори да се загрееме и ете сега во Диалектот ме тотално не поинако. зезна. Да, тоа те зезна. Дури ја не сум сигурен, од друг дијалект, ами ја не сум сигурен. Би рекол дека има такво нешто, ама Ако. Ете, тоа е ако. Се враќаме одлично во игра, сега пеналите ќе бидат одлучувачки фактор во денешното издание на Листа за 300, затоа уживајте во победата, славете се поенот, но останете фокусирани. Сашо и Никола, овој пат не успеа стратегијата, барем оваа тактика, но можеби планиравте па на пенали да играте малце. Па, Ќе видиме. сепак поинтересно малце. Да не биде дека само сме седеле денес. Знаете дека на пенали одговараат напоредно, едните па другите се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи нашите надпреварувачи треба да бидат екстра внимателни за да не откријат некој од одговорите на своите опоненти. Нема да должам повеќе. Одиме со пеналија. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Учи ме мајко, карај ме". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна "Учи ме мајко, карај ме". Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Ги бараме оригиналните зборови од изведувачи како Александар Сариевски, а не некои модерни верзии од современи пејачи. Ова значи, Сашо, Никола, односно Хари и Владко, да бидете внимателни, значи доколку сте слушале некоја понова верзија на истата песна, заборавете ја, колку можете, се шалам, но бидете внимателни. Како што реков, уште еднаш ќе напоменам дека на пенали започнуваат првите ковните предизвикувачи, одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени, можете да зборувате внатре меѓу себе, но немајте премногу да викате, со цел нели да не ве слушнат противниците. Сашо и Никола, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Хари и Владко, дали не е јасна темата? Минимум 3 збор. Минимум 3 букви, да, од 3 или повеќе букви. Како што реков, драги гледачи, предизвикувачите започнуваат први со одговарање, па да ги слушнеме Владко и Хари. Повелете. Може од насловот. Учим. Само извини, вака да видам. Нема да можеме, зашто се 3 непарен број се да. Обично ако се парен број ги оставаме, ако не, да. Како? Како?
Не можеме учиме мајко кареме, да. Аха. Земам. Земам. Така е. Лилијана. Лилјана. Така е. Убава. Убава. Така. Тенка. Тенка. Така е. Висок. Висока. Така е. Една. Една. Така е. Мајка. Мајка. Точно. Мома. Мома. Да. Така е. Ајде, Саша Никола. Секи беше полесно со некоја ракија и мезе. И со музика. И со музика. Ке морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ајде, 2, 1. Не знам. Многу ми е криво. Сашо и Никола, очигледно не ни легна оваа песна. Но верувам дека повторно ќе се пријавите и повторно ќе дојдете. Не ве гледам дека не сте луѓе кои што ќе ги оставите вака нерешени работите, не средени. И едве чекам повторно да дојдете, тогаш избогатени со уште повеќе искуство зад вас и верувам со уште подобри резултати. Супер бевте, но за жал денеска мораме да се простиме и да се поздравиме. Се гледаме во некоја следна прилика. Хари и Владко, одлично одиграно на пенали, успеавме целосен пресврт да направиме и да им ја земеме победата на Сашо и на Никола и да видиме. Двајцата сме навивачи на Барса и они прават цело време пресврти. Така, значи, таму беше, вие може би намерно за... Човека и 300 мајстори наврати чашма шарена. Така, значи се знаете цела песна. Плюс му се погоди. Се погоди песна, една од поомилените на Хари, најверојатно. На баба ми ташта, како се вика тоа? Така. Се вика Лилијана, морам да ја знам Мораш да песна. знаеш. Се сложувам така. Супер, еве да кажеш фала сега. Фала, баба. Со парите денеска што ќе ги освоите, ќе купиш нешто. Ветувам. Вето. Хари Владко, за кратко ќе ве повикам да ми се придружите тука на главната сцена и да ве соочиме со темата од нашата листа, но пред да го сторам тоа, на брзина да прочитаме песната Учиме мајко кареме. Учиме мајко кареме како да ја земам Лилјана. Лилјана мома убава, Лилјана тенка висока, Лилјана бела црвена, Лилјана ситен босилок, Лилјана една намајка. Учам те, синко, карам те како да ја земеш Лилјана. Повикај 300 мајстори, направи чешма шарена, наврати вода студена, сите селани ќе дојдат. И Лилјанини другарки, сите калеш невести, белким Лилјана ќе дојде. Послушал Стојан мајка си, повикал 300 мајстори, направил чешма шарена, навратил вода студена. Сите селани дојдоа, и Лилјанини другарки, сите калеш невести, белким Лилјана ќе дојде, кучка Лилјана не дојде. Тоа се зборовите од Учиме мајко кареме, а сега ќе ги повикам Хари и Владко да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Во продолжение ќе дознаеме дали ќе се заминат од нашето студио со парична награда или пак не. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Хари и Владко ми се придружија тука на главната сцена и за минута максимум ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Имам интересна тема која што мислам дека може да ви донесе и добра паричка. Но пред се како да ви соопштам темата на брзинката, се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната награда. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори се заменуваат од нашето студио со парична награда од 300 евра.
Не знам дали сте по патувањето, дали сакате да патувате, колку сте патувале, но воопшто не е важно. Имам интересна тема, стана збор за главни градови. Но слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема главни градови, чие име е од најмалку 2 збора. Бараме имиња на главни градови признати од целиот свет, на признати држави, се извинувам, од целиот свет, без Европа, чие име се состои од 2 или повеќе збора во наша транскрипција. Градовите кои ја имаат додавката City се признаваат како точен одговор. Значи, ги бараме оние главни градови од најмалку 2 збора со исклучок на Европа, кои што, нели, се една признати суверени држави од Обединетите нации. Ајде. Може да почне? Може? Да. Почнуваме вака. Се сконцентрирам. Значи, Можете слободно, да. Port of Spain на Тринидад и Тобаго, Адис Абеба на Етиопија и Шоме Сити, може Мексико Сити да го кажеш. Може. Може слушне таа. Да. Почнуваме со Мексико Сити. Со Мексико Сити. Мексико Сити воедно и прв точен одговор за Хари и за Владко. Така е. Адис Абеба на Адис Етиопија. Абеба. Така е. Адис Абеба. Втор точен одговор. И за 50 евра. Port of Spain на Тринидад и Тобаго. Port of Spain на Тринидад и Тобаго. Трет точен одговор за 50 евра. Ке ви честитам за првите 50 евра, првите пари освоени тука во листа за 300, нека се множат. Што правиме сега за понатаму? Имаме опција да ги земеме парите или да продолжиме понатаму. Сан Хозе на Коста Рика. Одиме са од тие таму. Буенос Ајрес. Не, Бразилија. Бразилија. Ла Пас не е, затоа што има друг главен град, Сукре, на Боливија. И Богота е Богота Сити, ама не сум 100% сигурен. И Панама е Панама Сити. Ама не сум сигурен. Мислам, не знам дали да ризикувам. Го знам на Брунеј главниот град. Бандар Сери Бегаван се вика. Ајде, така. Тој може да го каже. Така што одиме со продолжуваме, така. Ај Буенос Ајрес. Со Буенос Ајрес, главниот град на Аргентина. И воедно четврти точен одговор. Сега ни треба уште 2 за да стигнеме нели до онаа сума од 100 евра. Сан Хозе, Коста Рика. Само момент, така е, Буенос Ајрес. Сан Хозе рековме, на Коста Рика. И тоа е точен одговор и со ова имаме 5 секундно. Ќе сменам, ќе одам со Пном Пен на Камбоџа, тој е сигурен. Па ќе видиме. Добро. Пном Пен. Пном Пен, Камбоџа. За 6 точни одговори и 100 евра за Хари и Владко. Благодарам. Честитки, само да ги видиме и официјално да се испишат тука и пуштам раче одмah. Да честитам. Сега што правиме за понатаму? Продолжуваме, ам да се консултираме. Консултирате се, да, па потоа одговорете. Абу Даби, Обединените арапски емирати, Нью Делхи. Добро. И дај да видим тој Бандар Сери Бегаван го чуваме. Кои ги имаме таму? Токио, Пекинг, Манила, тука кој каже? Малдиви беше Мале, Оман Мускат, Ријад. Африканските ги има доста сега. кои После ги фатиме кон. Чекај, Преторија доле, ове чекај. Днес не ми текнуваат во моментот, инче знаеш од ги знам сите главни градови. Полека. Ријад е на Саудиска Арабија, да. Ајде, кој рековме? Абу Даби. Абу Даби, главниот град на Обединети арапски. Така беше. Така е. Нью Делхи рековме. Нью Делхи на Индија.
би требало да е посебно сега, не знам. Да. Посебно да се пише новиот Делхи. Нью Делхи. Точен одговор. 8 точки и кој ќе биде деветиот за 150 евра. Еве, Куала Лумпур. Куала Лумпур. Нема проблем. Куала Лумпур за 150 евра. Така е. Честитки, Хари Владко. Благодариме. Почнеме сега доле, а? Не знам. Ќе одиме и понатаму? Па да пробаме. Ајде да пробаме. Само пазете, ако утне ќе не кошта 150 евро. Знаеме, да. Чекай сега, да видиме тие тонга. Нешто пропуштам доста. Еве во Карипските земји се таму тие, Сен Џорџ на тие, само не Ама може. кој е главен? Сен Џорџ е еден од тие главни таму на тие таму. Свети Кици, Невис, тие таму што се спринтерските држави, знаеш. Чекај, дај овие. Индонезија тие Џакарта. А на тие други кои имаше таму? Тајланд, Банко. Ама заедно се пише. О, чекај, може 3. Може? Да. Ајде. Кој ти текна кажи? Со тоа да почнеме. Порт Морсби, Папуа Нова Гвинеја. Порт Морсби, Папуа Нова Гвинеја. Така е, Хари, бравос. И тоа ќе биде 10-ти точен одговор, само да го запишеме. Порт Морсби. Да, јас не го читам во транскрипција, но добро. Така е. Рековме, ајде, Бандар Сери Бегаван на Брунеј, ајде да пробаме. Така е, Бандар Сери Багаван. Така. Бандар Сери Бегаван. Главниот град на Брунеј. Пишете нешто во режија. Бандар така, да, секако. Па мислам дека така го имам за... Еве го, добро е. И бравос. И за 200 евра. Улан Батор. И за 200 евра Улан Батор, главниот град на Монголија. Можам слободно да кажам дека е точен одговор и да ви честитам за освоените 200 евра, ма чекај, ќе ги чекаме за официјално да. Да. Ете, честитки. Сега што правиме? Близко сме и до на главната, но дали имаме уште? Сега вака. Свети Кици Невис беше Сен Џорџ. Чекай се на сад, дали тоа се смета за два збора, не знам. Вашингтон, DC, ама DC е фактички Дистрикт Колумбија, тоа е како надвор од системот. Вашингтон, да. Надвор од системот на 51 држава. Чекај тие карипски да ги провртам малце. На Барбадос беше сега Џорџтаун, ама заедно се пишува тоа таму. Џорџтаун заедно, Нема да имаме 3. Не ќе имам 300%, Ама за колку време? Прави се речи, увек касно сетим. Што би рекол Владко Стефанов. Бразавил, Киншаса... Си имаме 200 евро во Апали со награда. Најроби... Да нема утретирано повеќе, да. Да кажеме, се укажува. Да. Мислам, доста. Доста. Владко, Хари, одлична прва партија во листа за 300. Првично започнавме со негатива, изгубивме поен. За потоа да се вратиме на пенали целосен пресврт и сега тука да успееме да земеме парична награда од 200 евра, малтене втората најдобра, нели што е, највисока. Честитки до вас двајцата и да чекам да видам како ќе поминете во следното издание, зашто на моје огромно задоволство си обезбедивте и учество, за мене тоа е па најважната награда, што обезбедивте учество за следното издание на нашиот квиз. Еве главни градови чие име од најмалку 2 збора и секако со исклучок на европските, тука ги имаме Абу Даби. Ќе ги прочитам сите зашто не се многу, станува збор за 26. Абу Даби, Адис Абеба, Бандар Сери Бегаван, Буенос Ајрес, Гватемала Сити, Кейптаун, Куала Лумпур, Кувајт Сити, Мексико Сити, Нью Делхи,
Потоа Панама Сити, Пном Пен, Порт Вила, Порт Луис, Порт Моресби, Порто Пренс, Порт оф Спейн, Порто Ново, Сан Хозе, Сантиаго де Чиле, Санто Доминго, Сао Томе, Сент Джонс, Сент Џорџес, Улан Батор и Џибути Сити. Тоа се оние 26 главни градови чие име од најмалку 2 збора, секако со исклучок на оние од Европа. Драги гледачи, дојдовме до самиот крај на денешното издание. На моје огромно задоволство, како што кажав, Хари и Владко ќе ги гледам и во следното издание на нашиот квиз, а на нивно огромно задоволство си освоија и 200 евра, па ќе се заменати с убава парична награда од нашето студио. Толку за денеска, останете ми во добро здравје, во добро расположение и секако со програмата на телевизија Сител се до следното издание на Листа за 300. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!